Поголемиот број јавни предпријатија во источниот регион не работат добро. Работат лошо и имаат акумулирано загуби, поради што зад секоја ќоше ги чекаат доверители, извршители и тужби за неплатени долгови. Ова не е едноставен проблем, зашто во некои општини нема кој да го собере ѓубрето, во други нема кој да ја наплати водата или да се поправи пукнатата водоводна цевка. Од друга страна, јавните предпријатија се основани од општините, што практично значи дека секој нивен долг и проблем е и проблем на општините. Поради ова, владата предложи закон со кој јавните предпријатија ќе се ослободат од долговите кои ги презеле општините. Донесувањето на овој закон е нужно, бидејќи јавните предпријатија се гушат во долгови и камати. Тие се толку голем товар што тие ниту можат да функционираат, ниту можат да се развиваат. Ги појаснуваат од владата причините за предлагањето на законот. Овој закон има еднократна валидност и се однесува на долгови кои настанале од предмети за извршување од страна на извршители, но и УЈП заклучно до 31 декември 2017 година. Што овој закон ќе значи за општините и јавните предпријатија? Со ова законско решение, јавните предпријатија ќе бидат ослободени од наложените пробели во изминатите десетини години, со сотија се овозможи да ги насочат ресурсите кон модернизација и техничко преминување на јавните предпријатија, а се со цел за пружање на поквалитетна услуга кон граѓани. Ова не е мал проблем, зашто старите долгови, конкретно кон фондовите за здравство, оставија 38.000 вработени во јавните предпријатија без здравствена заштита. Конкретно за општина Карменци, да кажеме, ние имаме комунално предпријатие со некаде околу 15 на вработени, кои што уредно ги плаќат сметките. Сметката покрај долги години кој што беше блокирана, сега е деблокирана, предпријатието е ликвидно, функционира, меѓутоа факт е дека вработените немаат здравствено осигурување. Сега кога ќе се донесе овој закон, мислиме дека вработените ќе си добијат здравствено осигурување и сите други овие работи кои што ги следуваат согласно бруто платата. Според предлог законот кој треба да биде усвоен најдоцна до 12 февруари, доверителите се должни да направат отпис на каматите и репрограмирање на главниот долг. Месечните рати ќе зависат од висината на доспеаните долгови и тие ќе изнесуваат од 12 до 60 месеци. Ова со други зборови значи дека освен кај општините, лани владата бесплатно бензин ќе става и во резервоарите на јавните предпријатија. Од друга страна, парламентарната опозиција изрази силно противење за донесувањето на овој закон и предложи дури 3100 амандмани по истиот.